се однесува на сите мажи што доваѓаат многу доцна дома или воопшто не доваѓаат на време. И се вика доцна. Знам, ке дојдеш доцна. Сосем доцна. Кога во мене ќе бидат изгаснати сите светла, ќе биде мрак, потпун мрак. Може би и звезди ќе донесеш, може би и сончев зрак, сеедно ќе биде мрак. И кога заврши целата таа церемонија, ме викна дорека и сите овие големи автори и почна да вика се роди надежта на македонската проза. Бив асистент во тоа време на економскиот факултет, кога дојде една стриктна одлука, за да останеш асистент треба да завршиш постдипломски студии. Бидејќи постдипломски студии во Скопје немаше, од нашиот факултет економски на група од 7-8 асистенти отидовме во Белград на постдипломски студии. Во Белград се осетив слободна. Слободна од службени обврски. Јас кога го пишував романот, не знаев ни дека ќе биде роман. Јас го почнав така со еден импулс, една идеја, расказ, поголем расказ, уште поголем, и преку 100 и нешто страници ги напишав, викам ја на албаџиски тефтер. Буквално. Со рака. И имаше професор во Савезно во Сојузот на суд на Југославија, кој ми предаваше и во Скопје на факултет. И беше запознат со моите преокупации со литература, ми обезбеди дактилограф во судот, после работно време, да го диктирам текстот што го напишав големиот. Едва и дочекав на македонски јазик да читам и да пишувам. Да пробам прво на македонски да го издадам и не им одговорив директно на Костичи Чопец. Бидејќи, очигледно бев и прва жена со роман што доаѓам во Мисла, издавачката куќа, кога го однесов романот, викам, еве, имам роман на директорот на дом. Од каде ти сега роман? Од мене, викам. И он вика, да не сакаш на Блажа Конеска да му го пратам. Прати му го. Убеден дека Блаже ке го отфрли. Нема да го прифати. И во еден таков, како заина едеме, викна дактилографка и диктира до Блаже Конески, барање да го рецензира овај текст од Драгица Најсеска, таму ваму викна курир го прати кај Блаже. Помина 15 дена, месец дена, 2 месеца, викам, ова не е својствено за Блажа, ама омаѓот ми имаше се дружеше едно новинарче што работеше во истата издавачка куќа во Мисла. Од напиене на вечер дојде тука, вика, Драгица, вика, ќе ти кажам нешто, ама ако ме издадеш, ќе ми избркат со работа.
кажи, викам, шо е работа, шо е тоа? Блаже, вика, дојде една рецензија, 3 страници без прорад, со такви пофалби за романот твој и на крај со конкретен предлог да се печати. Вика, директор го скри кај него у бирото, се наваѓа во горната фиока за клуч. Промоторката, да кажам, таа професор универзитетски на универзитетот предава и македонски јазик и литература во Москва. И она на руски јазик го кажа, најческа со овој роман отворила војна против сите војни. По борбата меѓу злото и доброто застанала на страната на доброто. Оттаму заедно со Десанка Максимовиќ, Мира Речковиќ, Флорика Штефан, Весна Парен, со тие врвни поетеси, заедно отидовме во Париз на тој конгрес. На конгресот имаше 500 поетеси од цел свет. Јас имам една песна Црвенов се вика, што ја напишав во Белград. Не кажав тоа дека во Белград јас ги напишав и првите песни, што сите ги нарекоа антологиски. Една од тие е таа песна. И јас ја изрецитирав на една вечера што ни приредија, на маса Десенка секој сакаше црвено вино да има. Шише пред неја и не честеше со вино. И јас, ајде, ти македонче неку песма. Црвено. Црвеното не ме остава на спокојство. Може би затоа што на крв е слично. Црвеното не ме остава на спокојство, кога сјаи во чашка, блеска како вино блеска. Црвеното не ме остава на спокојство, во квечерина, а уште повеќе на разденување. Црвеното не ме остава на спокојство, може би најмногу затоа што во овој свет многу добро се знае што е, а што не е црвено. Тајната е дека ако си се влюбил во нешто во кое го работиш цел живот, не можеш да го прекинеш. Основно речено. Не знам што би работила ако не пишувам. Пишувањето си е во тебе. За некој ќе рече, доста со тие, ајде малце одмор. Викам, ја не ги викам песмите, сами идат. Идат и чекаат да ги запишем. Тоа што сум сигурна дека никогаш ништо не сум напишала што не излегло од моето битие.